Разгорување национализам, злоупотреба на механизми како бадентерот за блокирање на државата, по неколку месеци еден вид отсуство, дуи повторно се јави во ист стил и покажува дека не знае како да функционира надвор од власта. Во моментов, поред интегративците во Собраниево се блокирани два важни закони, едниот за правична застапеност, другиот за високо образование. Според експертите, ова е веќе видено и очекувано сценарио на Али Ахмети. Политичкиот аналитичар Љузин Фаризи за Алфа вели дека со крајна цел, доколку е можно повторно некако да бидат власт, дуи блокираат процеси кои се и повеќе од важни за нормално функционирање на државата. Целта на ДУИ е да ги блокира институциите во држава, злоупотребувајќи го бадентерот како основ за да се донесат тие закони, особено законот за правична застапеност и законот за високо образование. Особено вториот закон е многу важен целосно за сите граѓани во државата, а првиот е поврзан директно со вработувањето на албанците во јавниот сектор, са крајна цел да е да се вратат во власт. Последниот период Ахмети во јавноста излегува со информации кои по се изгледа ги има само тој, дека во Уставниот суд имало иницијатива за отворање на хашките случаи, каде би требало да одговараат токму тој и негови сопартици. Според првиот човек на ДУИ, ако се отворале стари рани, болката била поголема отколку да се отвораат нови рани. Фаризи вели дека Ахмети во оваа ситуација се фаќа за сламка за спас, бидејќи интегративците веќе нема како да имаат политичката моќ од минатото. Многу е важно дека ДУИ сега е сама политичка партија која делува во Собранието. Нивниот резултат кој го имале во минатото, особено во 2024 година, не можат никогаш веќе да го повторуваат, имајќи предвид дека веќе не се во коалиција со другите помали политички партии кои ќе се расцепани во многу делови. Најверојатно влен и ДУИ силите кои ќе ги одмерат ќе бидат речиси еднакви, така што јас мислам дека веќе никогаш не може да биде ДУИ фактор како бил во порано во нашата политичка действување. Од ДУИ го повторија ставот дека ќе ги блокирале сите закони за кои е потребен бадентер, а според нив не се во корист на албанците, како што е случајот со законот за правична застапеност, но и за високо образование, бараат нивно повлекување бидејќи сметаат дека биле штетни за албанците.